Неколку релевантни меѓународни институции што ја оценуваат бизнис климата во различни земји го истакнуваат владењето на правото како клучна слабост во Македонија. Херитидж фондацијата од Вашингтон во својот последен извештај од февруари годинава, владењето на правото, под кој ги оценува имотните права, судската ефикасност и интегритетот на владата, го нотира како еден од најголемите предизвици. Владата го отежна спроведувањето на договорите. Постои законска основа за заштита на сопственоста на подвижни, интелектуални и недвижни ствари, но имплементацијата останува нецелосна. Правната рамка е солидна, но спроведувањето на законите е слабо. Судството не покажува независност, а судиите се предмет на политичко влијание. Корупцијата е распространета, а некои представници на власта се впуштаат во корупција, пишува во извештајот. Индикаторот на Светска банка што го оценува владењето на правото пак во 2017 година на Македонија и даде 47 поени, со што е послабо рангирана и од Србија и од Хрватска од земите во регионот, и загрижувачки е што последните 5 години трендот е негативен. Делегацијата на германското стопанство во Македонија веќе 12 години преку анкети го истражува мислењето на компаниите и во секоја од нив менаџерите на компаниите секогаш го критикуваат владењето на правото. Директорот на ова здружение на германски инвеститори, Патрик Мартенс, вели дека загрижува тоа што од година во година не се забележува никаков напредок во функционирањето на правната држава. Das stimmt, wir haben diese Umfrage seit 12 Jahren und wir haben eigentlich immer wieder die gleichen Ergebnisse. Die Unternehmen haben Kritik an der Rechtsstaatlichkeit, an der Vorhersehbarkeit, an der Justiz, wenn es darum geht, in Streitigkeitsfällen vor Gericht entsprechend auch Recht zu bekommen. Ja? Also Recht haben und Recht zu bekommen ist hier immer noch ein Problem. Und häufig ist immer noch der Fall, dass Justiz eben in Abhängigkeit, indirekter Abhängigkeit von auch der Exekutive steht. Und hier können auch bei Regierungswechseln Blockaden auftreten. Мартенс вели дека иако не може да се потврди емпириски, инвеститорите слушаат за корупција и тоа влева чувство на несигурност, но според него властите мора да направат напори да ги елиминираат овие негативни гласини. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie können als Investor, wenn Sie ein mittelständischer Investor sind, wenn Ihnen jemand sagt, dass der eigene Rechtsanwalt womöglich gekauft wurde von der anderen Seite oder dass das gesamte Gericht gekauft wurde, der Richter gekauft wurde, dann mag das überhaupt nicht stimmen, aber derjenige, der jetzt vor Ort ist, ist verunsichert, er kennt das Land in der Form nicht und wird im Zweifelsfall aufgrund dieser Verunsicherung auch sich herausziehen mit seiner Investition. Und die Gefahr besteht immer. Natürlich, wenn wir unterschiedliche Kulturen und Kenntnisse vom Land haben, aber ich denke, da sind wir alle in einer Position, in der wir herausgefordert sind und Verantwortung zeigen müssen und einfach nicht nur die besten und umfangreichsten Gesetze zu haben, sondern sie entsprechend auch umzusetzen. Und das ist ein Vertrauensverhältnis, was sehr sensibel ist und was lange benötigt, um es richtig aufzubauen. Деканот на правниот факултет Јустинијан I Горан Коевски вели дека потребни се повеќе реформи за да се обезбеди владење на правото, но основно е политичка волја. Само со измена на законот за судови и слично не би можело многу да се постигне, сепак тука според мене е најбитна политичката волја. Добриот закон навистина да има волја да се спроведе во практиката, особено од аспект на независноста на судската власт, немешање од страна на законодавната и извршната власт врз судската власт. Значи, добра волја, спроведуваме, законот важи за сите и според мене ќе се прати така најдобар сигнал кон странските инвеститори дека функционира правната држава. За да се подобри бизнис климата, деканот Коевски вели дека е важно судовите во Македонија да се специјализираат само за трговски спорови. Битно е многу и специјализацијата на самото судство, за разлика од земјите во регионот, каде што постојат, да речеме, посебни трговски судови, кај нас во Република Македонија ги нема. А такви има во Србија, во Хрватска и така натаму. Значи, кога имате специјализирани судии во една област, особено во делот на трговските договори, трговските друштва и така натаму, нивото на правна сигурност и заштита ви е посигурно. Така што, според мене, законите се добри, апроксимацијата со правото на Европската Унија е добра,
а меѓутоа треба и самите суди да бидат свесни дека треба со тек на време да се специализираат во определена област. Една од причините за слабиот напредок на владењето на правото, што со години го нотираше и Европската комисија во своите извештаи, може да се лоцира и во недоволниот буџет, што ќе осигури независност на судската власт. Иако според законот за судски буџет, државата треба да одвојува по 0,8% од бруто домашниот производ или околу 80 милиони евра за судската власт, до лани овој износ беше двојно понизок. Или македонските власти одвојуваат по околу 18 евра по жител за функционирањето на судската власт. За споредба, просекот во ЕУ е 98 евра, а по одделни земји членки, најблиску до Македонија е Бугарија со 42 евра по жител, во Хрватска се одвојуваат по 50 евра по жител, додека во Словенија овој износ достигнува до 96 евра по жител.